Со 75-59, Борец баскет е совлада екипата на Дино баскет од Кочани во последното коло за сезонава од втората кошаркарска лига. Со оваа победа, Велешани ја завршија сезоната на третата позиција на табелата. По надпреварот, домашните кошаркари беа задоволни од епилогот, но со мало разочарување што влезот во Суперлигата им побегна за влакно. Сезона со оглед на тоа што игравме само велешки играчи, што ми мене голема чест и задоволство, и овој успех мислам дека е преголем успех. Без разлика до тоа што бевме на утакмица да влез на првата лига, што не двоеше од првите две места. Меѓутоа сезона како сезона, јас сум презадоволен од сите соиграчи и секако како тим. Па за мене, да кажам, тажно може, пошто не успеавме да се пласираме во првата лига, изгубивме несрекно во Скопје против екипата на Шкупи. И бевме на чекор да влезе во првата лига, го изгубивме тој надпревар, но сепак одлична сезона, имавме цел да останеме во втората лига, направивме успех, стасавме до третото место и да се надеваме дека ги се отвори некоја шанса да влеземе во првата лига. Со коментари за надпреварот и сезоната пред камерата на Велес ТВ онлайн говореа и гостите од Кочани. Се вкупно од надпреварот сум задоволен, бидејќи ние со тие ресурси што ги имаме, прилично сум задоволен од сезоната. Ако завршиме последни, да се надеваме дека друга сезона ќе продолжиме. По влезот во втората лига, главна цел за оваа сезона на Борец баскет му беше опстанок во лигата, вели тренерот Јутков, но одличните партии покажаа дека иако немаат генерален спонзор, тие се подготвени и за повисок ранг на надпреварување. Ние гордо ја завршуваме оваа сезона и благодариме на велешката публика која вративме после долги години во голем број, им благодариме на сите спонзори кои иако со минимални средства ни помогнаа, меѓутоа најголемата поддршка е на двајцата луѓе, Јосе Галев и Марио Брчков, кои несебично, без никаков интерес даваа своји средства и најмногу од се дава придонес со човечки капацитети, обезбедуваа луѓе за секој надпревар и им благодарам на целокупната екипа, целокупниот играчки и тренерски кадар кои направи еден огромен успех. Кој успех не верувам дека ќе се повтори од било која спортска екипа во Велес во наредниот период, знаејќи ја финансиската ситуација и немањето на спонзор. Доколку некој од двете првопласирани екипи во лигата се откаже од надпреварување во Суперлигата, од Борец баскет очекуваат покана од Кошаркарската федерација за влез во лигата со највисок ранг во Македонија.